Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам на вниманието. На ден пред оставката на премиерот Ковачевски и неговата влада, спикерот Џафери денеска на брифинг со новинарите ги објави роковите за оставки и состав на техничката влада. Тичат последните часови од мандатот на Ковачевски и на Џафери и според информациите од таму утре оставки ќе поднесат и двајцата. Прво премиерот Ковачевски, а потоа и спикерот Џафери. Во петок на седница која ќе води заменикот Горан Мисовски, собранието ќе ги констатира двете оставки, а ќе биде поднесен и предлогот за избор на нов председател на собранието, кој во последните 100 дена ќе го води Јован Митревски од редовите на СДСМ. Утре ќе биде испратена информација до председателот Стево Пендаровски дека владата е во оставка и дека мнозинството во собранието има нов мандатар. Според најавите, Џафери ќе го добие мандатот од Пендаровски истиот ден. Во сабота предпладне мандатарот Џафери до собранието ќе ја достави новата програма и состав на техничката влада, а седницата за избор ќе се одржи во недела. Најдоцна до недела на полноќ Македонија ќе треба да ја добие и техничката влада која ќе има задача во последните 100 дена да ги организира изборите. Џафери сепак не потврдува дали ќе предложи влада со празни министерски позиции кои треба да ги превземе. ВМРО ДПМН, повеќе информации од собранието пренесуваме во вестите во 16 часот, а во продолжение гледаме дел од изјавата на спикерот Џафери. Имајќи ги предвид обврските кои што завршува со денешниот ден околу меѓународната конференција која што е во нашава земја, договоривме од утре да настапуваат роковите за поднесување оставки и за отварање на пат за одржување на седница за констатирање на оставките, на престанокот на функциите на владата и на председателот на собранието, известување на председателот на државата дека владата е во оставка и со тоа фактички на прва наредна седница, која што веќе е закажана за 26 овој месец, се отвараат патиштата, односно постапките, процедурите да може да се влезе во избор на новиот председател на собранието и да настапи обврска за поднесување предлог за мандатар до председателот на државата, доделување мандат и организација на две последователни седници за избор на влада и за избор на заменици и дополнителни заменици. А ВМРО ДПМН денеска на седница на извршниот комитет ќе ги утврдува своите кадри во техничката влада, пошто се очекува да бидат и познати во јавноста. Според законот, опозицијата во техничката влада треба да ги превземе министерските позиции во внатрешни работи, труд и социјална политика, а да назначи заменици во министерствата за земјоделие, информатичко општество и администрација и финансии. Повеќе информации на оваа тема пренесуваме во вечерните информативни изданија. Во тек е вториот ден од годишната конференција Година на европски можности во организација на владата. Денеска посветена на членството во НАТО, инвестициите во инфраструктурата и рамномерниот регионален развој. Конференцијата ја следи колегата Мартин Арсов, го вклучуваме во живо во овие вести. Мартин, кои се пораките денеска? Така е, Деспина, што туку заврши и втората панел дискусија посветена на безбедноста и придобивките од членството на Република Македонија во НАТО алијансата. Во секој момент овде треба да пристигнат министерката за одбрана Славјанка Петровска, како и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тие претходно на панел дискусијата разговара за реформите кои што ги направиле секој во својот ресор, но и со предизвиците со кои што се соочиле во изминатата 2023 година. Министерката за одбрана Петровска потсети на важноста од членството на државата во НАТО алијансата и кажа дека сите всушност станале свесни колку е важно членството во ова алијанса со почетокот на руско-украинскиот конфликт. Ќе го замолам снимателот само доколку е во можност да ја сврти камерата, веќе доаѓа министерката, додека се наместат на своите позиции. Предлагам да погледнеме што претходно кажа на панел дискусијата. Највидлив би рекла, најпозитивен, меѓутоа и највидлив пример за брза, но и ефикасна трансформација е македонската армија. И она што изминатиот период, не зборувам само за овие 2 години, како што сум јас министерка, меѓутоа и далеку пред јас да бидам министерка, е направено и сите оние долгорочни планови кои се донесени, поставени, но и нивната успешна реализација.
Една задача е да имате добри планови, добра организација, меѓутоа имплементацијата на тие планови е исклучително значајна. Ако правам компарација 2017 година и денеска од вкупниот број на воздухоплови во тој период, само еден во функција, денеска сите во функција со навистина еден силен капацитет, зголемување на човечки потенцијал и така натаму и така. Не сакам да го узурпирам времето, меѓутоа ако сакаме да говориме за реформите, за напредокот, за резултатите и така натаму, сигурно дека ќе ни треба едно работно време за кое што можеме да разговараме, мислам дека и тоа би било малку. Да, како што најавив, во моментов течат изјавите на министерката за одбрана Славјанка Петровска. Одиме веднаш со неа. Тие законски измени за законот за вработени варно што беа фактички иницирани, како сега очекувате, дали бидејќи се влезени во собраниска процедура, но дали сметате дека е можно да бидат изгласани и донесени согласно нели се она што не очекува во предизборниот период? Тоа е првото. Што може да набрусиме? Изборуваме за законот за вработени во Министерството, кој за прв пат се носи и е закон кој поприлично долго време се работеше. Заради тоа што сакавме навистина да биде се опфатен и да може да ги опфати сите оние процеси и поместувања внатре во Министерството, меѓутоа пред се работни процеси за кои навистина ценевме дека е неопходно да бидат приспособени согласно ново прифатените обврски како земја членка на Алијансата. Меѓутоа се разбери за да можеме да го подобриме целосно работниот тек и работниот процес во Министерството, а следствено на тоа и во армијата. За среќа првото читање на законот бидејќи е поредовна постапка помина успешно. Очекувам, како што е редот, се разбира да се закаже Комисијата за одбрана и безбедност во второ читање и пленарната седница и се разбира како министерка за одбрана јас сум подготвена да учествувам во дебатите заедно со претендниците без оглед од кои политички партии се во врска со текстот на законот. Секој амандман или секој предлог кој ќе дојде од нивна страна за суштинско подобрување на текстот на законот, а со тоа подобрување и на функционирањето на Министерството и армијата во иднина, апсолутно од моја страна ќе биде прифатен и не очекувам затоа што како што реков не заради тоа што за прв пат носиме ваков закон, меѓутоа затоа што тој навистина е многу потребен за подобрување на севкупно процесите и текот во Министерството, па би рекла и во државата. Очекувам да нема политички пазарања околу тој закон. И уште едно прашање, од каде Македонија, ако може малку повеќе да ни откриете, ќе ги набавува новите хеликоптери на Арма? Да, одлуката е донесена пред 10 дена. Првата одлука согласно процесот на набавки во Министерството пред неколку години е донесена одлуката дека набавката на хеликоптери ќе оди по принципот склучување на договор влада со влада, но се разбира без при тоа да биде прецизирано со која држава ќе склучуваме таков договор. И во периодот од речиси 3 години интегрираниот проектен тим кој беше формиран во Министерството за одбрана работеше на испитување на пазарот и прибирање на понуди, се разбира, од различни производители, од различни држави. Конечната одлука која на предлог на тимот, а врз основа се разбира на еден поширок консултативен процес со генералштабот на армијата и со најстручните лица, би рекли најповиканите во армијата, се донесе да се прифати понудата на еден од понудувачите, тоа е Леонардо, италијанска компанија, така што во наредниот период комисијата која ќе биде формирана во Министерството ќе има за задача да ги продолжи преговорите со оваа компанија и се надевам успешно да извести повратно за завршување на тие преговори, пошто согласно правилата ќе можеме да ја склучиме и таков договор. Очекувам испораката на тие хеликоптери, што е особено важно и значајно, да биде во рамките на предвидениот рок, а тоа е за 2 години, најдосна 2 години од денот на подпишување на договорот. Со тоа ќе бидеме во можност, се разбира, да ги исполниме оние планови за опремување и модернизација и заменување на старите капацитети со нови, современи во делот на воздухопловството. Да, ова беа дел од пораките од кои многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. А Сојузот на синдикати остана без своето седиште. Со пресуда од Врховниот суд, зградата на ССМ во центарот на Скопје е предадена во сопственост на државата. Според пресудата на Врховниот суд, објектот на ССМ се градал со пари од државата, а не со средства на синдикатот, бидејќи како што се наведува, ССМ не извршува стопанска дејност, па нема ниту сопствени приходи за стекнување на имот. Од Сојузот на синдикати
пати побара оставки од врховните судии кои одлучиле државата да ја добија зградата на ССМ. Обвинија за корумпираност на судиите, а препознаваат и обид за дисциплинирање на синдикалното движење и негово уништување. Од владата сепак до овој момент нема информации што оваа пресуда ќе значи во пракса и дали синдикатот ќе треба да се исели од зградата. Да поништите закон, да поништите устави, да поништите одлуки на институции, заради тоа што вие не сте сигурни во вашето, да верувате дека не сме имале пари да изградиме оваа зграда и овој работнички дом, имам да им упатам порака. На вакво корумпирано судство, со 2% доверба од граѓаните, на вакво судство кое ги чини граѓаните нивните имоти, нивната собственост, и овие судски лавиринти каде што ги губат и здравието, и животите, и граѓаните, и работниците, да кажат колку чини нивната корупција, да ги платиме. Ако им се потребни пари, да кажат колку им требаат, да им дадеме. Ако им е потребна памет, да кажат каква, да им поклониме. Ако сметаат дека ќе седнат затворени во некоја канцеларија и ќе одлучуваат за работничката судбина, за работничкиот дом, за тоа што сме го градале со пот и со мака, и за тоа што од тука ги упатуваме сите овие критики и пораки кон нив, очекуваме оставка денеска. Гласен текстилец е против новиот закон кој го подготвува Министерството за труд, со која се враќа платата во плик за одредени сектори. Сметаат дека на овој начин ќе им се одземат сите стекнати права на работниците и ги повикаа пратениците да не даваат поддршка за ваквото законско решение. Синдикалците се противат на предлог законот, чиј иницијатор е Министерството за труд и социјала, за работно ангажирање на лица за вршење работи од привремена и повремена природа за одредени дејности во поедноставена постапка. Земјоделските дејности и градежниот сектор, услужни дејности поврзани со подготовка на храна и сместувачки капацитети се дел од оние кои ќе бидат офатени со овој закон. Наместо да се ствара здрава средина за бизнисите и да има здрава некоја конкуренција, овде се форсира сива економија, што не враќа не знам колку години наназад, кога се боревме против таа плата во плик и нели да биде евидентирана работата, да биде платена платата соодветно, да немаме сива економија. Ампева смета дека враќањето на плата во плик води кон целосна анархија. Новото законско решение им ги одзема сите стекнати права на работниците. 12 часа пред да им заврши договорот, може да им се каже дека ете од по 12 часа веќе не се вработени. Се форсира нелојалната конкуренција, зашто останатите сектори ќе мора да ги следат законските регулативи. Дискриминирачки и во однос на останатите работници и во однос на бизнисите кои што не се споменати со овој предлог закон. Освен приватниот, штетиот предлог законот, ако се усвои, ќе ги почувствува и јавниот сектор. Да ги плаќаме најниските даночни стапки во однос на придонесите здравствено и пензиско осигурување. Што тогаш ќе се одлева во фондовите на пензиско здравствено осигурување, што ќе се одлева во народниот буџет, меѓутоа и од каде ќе се плаќаат функционерите, министрите, еви и нивната гомазна администрација. Ампева ги повика пратениците од сите политички партии да гласаат против, зашто еден ден ќе мора да ги погледат работниците во очи. За Сител, Трајан Ристовски.